За жал и овој случај е ситуација во која што Уставниот суд изрекол дека определен член од законот е неуставен, значи одредена одредба е неуставна и повторно имаме враќање на истата таа одредба или со сличен вординг во законот, што покажува дека всушност собранието на најгруп начин се обидува да го ескивира Уставот, уставната обврска да се обезбеди задолжително здравствено осигурување за сите граѓани, достапноста на социјалното осигурување, така што собранието во овој случај наместо промотор на уставноста и на владењето на правото, всушност се јавува повторно во ситуација во која што го крши Уставот. За жал не е единствен случај, имаме и други случаи каде што Уставниот суд каде што собранието се дозволува укинати одредби исти или слични да ги врати во истиот или во некој друг закон. За жал нема многу можности кога немате политичка волја во институциите да се спроведува она што значи Устав. Една шанса е повторно да се покрене постапка пред Уставниот суд и да се оспорат нововнесените одредби, бидејќи ако нема доволно мнозинство во собранието да самото собрание ја измени свесно, значи оваа законска одредба која што е неуставна, други можности се евентуално оние граѓани кои што го изгубиле своето право на здравствено осигурување, својата заштита да ја побараат пред редовните судови кои што се надлежни во случај на одреден закон кој ако е спротивен со Уставот да одлучат врз основа на Уставот, а во согласно со толкувањето кое што го дал Уставниот суд во својата одлука. Но за жал имајќи во предвид партизираноста на институциите и долгата рака на извршната власт, не сум многу оптимист во овој вториот, па и богами во првиот случај.